13 ноември ќе се случи годишниот концерт на Мандолинскиот оркестар Скопје во Филхармонија под диригентска палка на Ерхан Шукри. Токму тој е мој денешен соговорник. Ерхан, добро утро и дали сте подготвени за годишниот концерт кој вообичаено во овој период од годината го правите? Добро утро. Добро утро. Многу ми е драго што повторно се гледаме и да го направиме овој прилог за најавување на нашиот престоен годишен концерт, кој обично традиционално веќе неколку години го одржуваме во ноември месец. И да, како што се спомна, концертот ќе се одржи на 11 ноември, со почеток од 20 часот во камерната сала на Филхармонија. Многу ми е драго што овој пат сме во тој објект, бидејќи самиот објект е репрезентативен, а им ветив на моите мандолинци дека еден ден ќе ги носам во Филхармонија да направиме концерт во таков убав амбиент и можам да кажам преубав акустичен амбиент. Да, затоа и ќе ве прашав зошто токму таму ви е желбата, поради акустичниот момент, заради тоа? Дефинитивно, значи малата сала или така наречена камерна сала, навистина имаме преубава акустика, една компактна акустика што оди во прилог за секој музичар, за секој тип на ансамбл и ево ќе ни биде прво искуство со Мандолинскиот оркестар да настапиме и да го држиме тој концерт вечерта. Така да ќе видиме, нели, вторник ќе ни каже како ќе биде самиот концерт. Да. Што се подготвува? Верувам и гледачите ќе сакаат да знаат барем дел од значи, јас само би сакам да најавам дека и како и секоја година претходните и овој ќе биде еко концерт, значи публиката што ќе дојде може се донесе било каква истрошена батерија електронски отпад. Тоа го правиме во соработка со Нула отпад и таа еко акција ќе се приложи понатаму на следни концерти. Инаку што подготвуваме, да. За прв пат ќе се изведуваат неколку премиерни дела и посебно ми е драго што како солист ќе настапи Дарко Багевски, тој е иначе нас познат гитарист, концертен гитарист, кој ќе настапи со Мандолинскиот оркестар и премиерно ќе изведеме дело од Клаудио Мандонико, концерт за гитара и за Мандолински оркестар. Покрај тука е неодоливиот Јасуо Кувахара, добро да го изговорам, јапонски композитор, кој баш сега, еве како што есен ќе изведеме една композиција која е насловена есента од Јапонија. Покрај тоа тука се нашите македонски автори, Вивалди неодоливиот современ Вивалди во секое време. И многу композиции останете што верувам дека публиката ќе биде изненадена што ќе дојде на концерт да ги слуша. Така. Да, спомена дека ќе биде еко влезница, односно ќе можат да донираат потрошени батерии или да рециклираат. Колку минатиот концерт беше успешен во поглед на тој начин на плаќање на влезница? Дали се рециклираш? Да, навистина ова пробуди голем интерес кај нашите сограѓани и се радувам што еве сега сите говорат во периодот чист град и така натаму, но ете ние веќе неколку години се бориме за таа екосвест, односно јавната свест да ја подигнеме за почиста околина и публиката навистина сме изненадени што доаѓа со електронски отпад. И таа акција е успешна, така да верувам дека и овој пат ќе биде успешна, бидејќи знаете како мислам дека треба мотив за самите сограѓани или публиката што ќе дојде, да најде начин како да дојде на концерт. Сега морам да признам дека овој пат ние моравме да одиме и да селектираме во однос на публика, бидејќи местата се ограничени во Филхармонија 300 седишта. И овој пат билетите се на продажба и морам да дадам една информација дека концертот е веќе продаден. Значи нема веќе место? Нема веќе билети, да. А за мене? Преку врски? Па ако снимите некој прилог, може, да. Се шегувам, навистина, однапред веќе се е резервирано? Да, навистина, јас се изненадив што веројатно претходните години акцијата што ја имавме еко акција, најдена од голем одзив и граѓаните се заинтересираа веќе со време ги купуваа билетите, така да веќе салата е полна и верувам дека ќе не збогатат со тој електронски опат на самиот влез што ќе го ставаат и ќе уживаат во убавата програма што ќе ја презентираме вечерта. Браво, тоа значи дека ни недостигаат концерти, ни недостига културата, уметноста во нашиот град и во Македонија, не само во Скопје. Што однапред веќе резервирале карти, значи не е толку до цената. Некој ќе каже, нели, навистина е скапо, без разлика дали е Мандолински оркестар или друг концерт, не можеме да се дозволиме, но можеме ако штедиме, нели, знаеме со време дека концертот е на тој датум
да тргнеме на страна. Ме радува тој податок бидејќи е сепак мандолински оркестар, односно концерт на мандолински оркестар, морам да признам малку гледат со други очи дека мандолина е, но сепак носи и таа една убавина и своја тежина и веќе сега со ова е доказ дека публиката веќе е заинтересирана да доаѓа на концерти и на мандолински оркестар да слушаат мандолинско музицирање. За крај ќе те прашам како е да се работи со овие нови членови, сега веќе не се толку нови, но нови за публиката, дали има ентузијазам да се работи со овој инструмент мандолина, колку ужива оркестарот? Дефинитивно, знаете како пробите грубо ни се некои 2,5 сата, знаеме некој пат без пауза да истераме со проби. Многу се радувам кога ќе видам дека доаѓаат и сакат да свират. Во очите им се гледа дека сакат да музицираат, се дружат и навистина ме мотивираат и мене лично за да им се посветам максимално и ова е една златна генерација што ме радува после долго време имаме навистина нови оркестранти што се на возраст од 13 до 19 годишна возраст и веќе овој оркестар е навистина во вистинско сметло репрезентативен и може да се представи на највисоко професионално ниво иако е аматерски состав. Јас ти благодарам за одвоеното време, да уживате во концертот. Сите оние кои што сакаат да дојдат, барем да се обидат, ако не да боже некој откаже во последен момент, па да влезат, ако не, следен концерт, верувам, до нова година може би уште некој концерт ќе се случи. И благодарам многу, Ерхан, се гледам. Благодарам на поканата.